лекција. Оној кој нема да се посоветува и оној кој нема да прими поука од умирачка, од смрт, а посебно од смрт на млад човечки живот, тогаш нема да му користат ниту худби, ниту дерсови, ништо. И затоа рекол пегамбер саллаллаху таала алейхи ва саллам: "Таректу фикум насихайн", ви оставив двајца советувачи, ен-натик ва самит. Еден советувач кој молчи, а тоа е смртта. Гледаш тоа тело кое до вчера одело, газело, имало амбиции, желби, планови, само за миг згаснало, станало неподвижно, студено, дури ако поседи ден-два и самата фамилија нече може да го поднесе во нивната куќа. Тоа е смртта за која Хасан ал-Басри рахимахуллах рекол: "Ал-мауту фадаха ал-хаја". Смртта ја осрамоти или го посрамоти на овој дуњалук. Смртта го понижи на овој дуњалук. Видиш, овој дуњалук многу луѓе ги заслепел. Овој дуњалук многу луѓе ги окупирал. Меѓутоа, кога ќе видат смрт, тогаш сваќаат дека овој дуњалук لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. Како што го пегаме со селем во хадис сахих, ако овој дуњалук вредеше кај Аллах колку крило од комарец, немаше Аллах да му дозволи на неверник да пие вода. Ако вредеше колку крило од комарец, Аллах немаше да му дозволи на неверникот, на чафирот, да пие една капка вода. Меѓутоа, ние кога зборуваме за смртта, нашата цел не е да луѓето се парализираат и да станат пасивни и да чекат да им дојде мелек на смртта и да им ја земе душа. Не. Целта од зборување за смртта е да те направи човек. Мен акthara min dhikri hadhimu al-ladhat, кој ја спомнува смртта и се сеќава, рузика би салатин, тој ќе биде снабден или ќе постигне три работи. Прво, уџулету таубе, ќе побрзо да се покае, ќе чекај ме еден ден, ќе ме нема на земјава, зошто луѓето после мене да зборуваат да му се суни гробот или лошо. Дај да направам тујбе, да отворам нова страница, да дам човек кој навистина ќе има трак и белек дека си газел нова земја, ќе побрза со покаяние, а вратата на тујбе на покаяние е отворена кај Аллах субханаху ва таала. Второ, ќе ги остави харамите. Ќе ги остави харамите. И трето, ќе се активира во правење на добри дела. Ќе се активира во правење на добри дела. И ако после наше секојдневно соочување со смрт и смртни случаи и човекот не земе ибрет и поука, тогаш Аллах во Куран вели, кога ќе ги прашат джехеннемлиите во джехеннем, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. И тие признаваат нивната кривица. И секој човек знае да е во право, дали во криво. Джехеннемлиите ќе признаат и ќе ги признаат нивните гревови. Ако ние слушавме и ако ние размислувавме и го употребивме нашиот акл, нашиот ум, нашиот разум, ма кунна фи асхаби саир, нема да беме во дното на джехеннем. Значи, кој е во джехеннем? Оној кој вика јас знам, оној кој вика мене ќе ми кажеш ти, оној кој мисли дека нема да умре. Вели Шакик ал-Балхи, еден од добрите претходници, вика сите луѓе три работи ги велат,
ама во пракса, во дело, спротивно работат. Сите луѓе велат дека ќе умрат, ама види го како се однесува. Неузу билlah. Како мисли, тој нема да умре. Сите ќе умрат, само тој ќе остане на земјава. Неузу билlah. Allah да чува. Сите луѓе тврдат, Аллах е господар, а тие валлај се прават поголеми од Аллах, неузу билlah. Тие се прават како да се господари. Па вели, ја го ранам, ја го издржавам, ако не тој ќе умре. Субханаллах. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Некој држи, некој охрани. Инна Аллах хуа раззак. Аллах некој дава риск, Аллах некој дава живот и Аллах некој дава смрт. И сите луѓе велат. Трето, Аллах е оној кој дава риск. Меѓутоа ги гледаш по однесување, тие се шефови. Тие вика дека ние сме способни да имаме она што го имаме.